Со 7 представи во официјалната и со 10 во придружната програма, од 9 до 16 јуни во Прилеп ќе се одржи 57-то издание на Македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодрински. Годинашниот фестивал, кој заради пандемијата со едно свое издание е поназад, ќе го отвори представата Инферно од Данте Алигери во режија на Дејан Пројковски и во изведба на Велешкиот народен театар Јордан Хаджи Константинов Джинот, а ќе биде затворен со представата Последниот балкански вампир од Дејан Дуковски во режија на Александар Поповски, а во продукција на Српското народно позориште од Нови Сад. Концептот на селекцијата е насловен како театар, радоста на играта и пркосот на креацијата. Програмата ќе биде селектирана во 4 различни програми. Понудената слика низ македонските театарски институции покажа неколку важни елементи со кои се соочува театарот кај нас. Сликата не е унисона, ниту покажува дека постои сериозна стратегија, што треба да е денес театарски идентитет. Најпоразително е тоа што нема интерес за поставување на домашна драма. Годинава ќе бидат доделени 2 награди за животно дело. Лауреати се доајените на македонското глумиште, актерите Петар Темелковски и Петар Мирчевски. Исто така, според Стојановска, годинашното театарско случување ќе изобилува со низа новини. Освен што се враќаат популарните тркалезни маси, во рамките на фестивалот ќе има и едукативни работилници и представи наменети за најмладата театарска публика, промоција на театарска литература, а во градот на неколку локации ќе има и така наречени фестивалски зони, каде што ќе бидат поставени живи статуи и истовремено ќе има приказ на средновековни театарски изведби, така наречените скомрахи, кои што ќе се шетаат низ Прилеп и ќе го покажуваат своите етиди. Годинашната официјална селекција е направена во конкуренција од вкупно 52 представи во продукција на речиси сите македонски театри, а додека од независните продукции се пријавиле 16 представи, од кои избрани се 7.